Студенти извисија за помош од државата преку домашната платежна картичка и покрај 30.000 поднесени приговори, најмногу од лицата до 29 години, дел од студентите останаа без денар доделен од владата. Иако ги исполнуваат условите, не се најдоа на списокот на добитници, а приговорите им беа одбиени. Институциите си ја префрлаат одговорноста за проблемот, факултетите кај Министерството, а Министерството пак кај владата, односно во Генералниот секретаријат. А оттаму пак одговор нема, зошто на сите студенти кои ги исполнуваат условите не им е доделена ветената помош од 3.000 денари. Студентите, оние кои не добиле платежна картичка, незадоволни, велат се чувствуваат дискриминирано, не разбираат зошто државата ги заборави иако ги исполнуваат сите услови. Првично од барата имаше најавено дека за сите студенти кои се на додипломски студии и кои се редовни студенти не постари од 29 години ќе има платежни картички. И после 2 месеци од приговорите, јас се уште немам добиено платежна картичка. Мене воопшто име нема на списокот. А би сакала некој надлежен од Министерството да одговори зошто за некои студенти има картички, а за други нема. Основа на што е направена ваквата дискриминација. Не е јасно зошто некои студенти чии родители се осигурени на минимална плата од 14.500 не добија платежни картички, а некои студенти чии родители се осигурени на многу повеќе добија платежни картички. Нас студентите воопшто не е јасно што се случи. Оние кои не добија платежна картичка се жалеа преку приговори. Беа прифатени само 4.052. Останатите не ја добија помошта без да им се даде конкретно објаснување зошто не се исти со другите кои земаа по 3.000 денари. Мерката за платежни картички за купување на домашни производи и летување во Македонија беше дел од третиот сет мерки на техничката влада за време на коронавирусот, но беа донесени во предизборна кампања зашто дел од невладините и политичките актери ги класифицираа како подкуп на гласачи и злоупотреба на помошта која државата ја нуди за справување со корона кризата.